Во Република Македонија на овој 19 октомври се одржа локалните избори 2025 во 80 општини и градот Скопје, кои се 8 поред во независната суверена македонска држава. На изборниот мегдан учествуваат 22 партии, 19 коалиции и 119 независни кандидатури. Значи изборен бој водеа 309 кандидати за градоначалници и 10.490 кандидати за членови на советите во општините. Овие 8 избори поминаа во мирна, фер и демократска атмосфера со известни забелешки. Од 1.832.415 запишани лица во избирачкиот список, денес гласале над 810.000, според досегашниве бројки, што е повеќе од 46%. Околу 112.000 се во странство. Неофицијалните резултати, кои вечера до овој момент ги имаме, зборуваат дека ВМРО-ДПМН е убедливо победничка партија досега во 38 општини, меѓу кои се Скопје, Битола, Прилеп, Охрид, Штип, Берово, Струмица и така натаму и така натаму. Од ВМРО изјавија дека разликата е огромна со СДСМ, кои пак сакале со критики да се оправдаат за, како што го нарекоа од ВМРО, дебаклот на СДСМ, истакнувајќи од оваа победа на ВМРО е избор Македонија да оди напред, а не да се враќа назад. СДСМ барем до овој момент на преброени гласови има победи во 9 општини, но тие критикуваат дека имало разни злоупотреби, агитирање, притисоци, закани, подкуп и други проблеми за кои ќе поднеселе пријави до надлежните. Коалицијата Вреди на македонските албанци има 8 победи, Дуи на Ахмети 7, независните заедно 6, а партијата Знам победи во Куманово. Бројките неофицијално кажуваат дека излезноста на гласачите во Скопје била над 46%, во Битола 45%, Охрид 48%, Ресен 45%, Прилеп 45%, Дебарца 62%, Кичево 55%, Штип 48%, Тетово 46%, во Струмица излезноста била 51%, Дојран 72%, Крушево 65%, Куманово 44%, Новаци 73%, Кавадарци 53%, во Велес излегле 40% од избирачите, во Вевчани 69%, Гевгелија 55%, Струга 40%, Демир Хисар 58%, Брвеница 43% и така натаму. Инаку ден пред изборите гласаат 2162 затвореници и притворени, како и 450 во старски домови. Најстариот запишан избирач бил роден на 15 мај 1980 година. 7 кандидати биле постари од 90 години, а најстарата кандидатка за член на Советот на Битола има 97 години. Вкупно до 18 годишна возраст има 25.600 лица. Оценката на Министерството за внатрешни работи е дека изборниот процес помина во мирна и демократска атмосфера, без посериозни инциденти, и дека овие избори биле едни од најмирните и најбезбедните во поновата историја на Република Македонија. Имало повеќе пријавени случаи заради агитирање, подкуп, фотографирање или уништување на гласачко ливче. Но по проверките, од 11 приведени лица, 7 биле задржани во полиција до расчистување на случаите и дека низа пријави биле неосновани. Изборите ги следеа 807 домашни и 644 странски лица. Шефот на мисијата за наблюдување на изборниот процес на ОДИХР, Матео Мекачи, изјави дека внимателно нивните 250 меѓународни наблюдувачи ги следеле во целата република и предизборните активности, изборите и гласањето, а и потоа. Оти рече дека не е битен само изборниот ден, туку комплетно процесот, од регистрацијата на гласачите, па кампањата, незиното финансирање, медиумите, пребројувањето на гласовите и друго. Таму каде што денес не се избрани градоначалници во првиот круг, продолжува кампањата за вториот круг гласање. Од тие кандидати кои ја добија или ќе ја добијат довербата од народот, народот од нив очекува тоа што ветуваа и да не се празни зборови, и туку и да бидат реализирани.
па така гласачите да видат аир од челните луѓе во општините и во градот Скопје. Еве толку во овој кус рапорт пред полној од наша Македонија.